Почитувани, добар ден од мене. Ова се минутите посветени за вас, што значи треба да бидете подготвени и веднаш да го завртите на самиот почеток нашиот добро познат телефонски број 023076677. А еве и зошто. Францускиот предлог на пленарна седница. Пред собрание протести, владата заседава. Отварање на вратата на Европската Унија или бугаризација на Македонија. Црвена линија ве прашува дали треба да помине францускиот предлог, да или не. Тоа ги прашуваме сите оние кои што не следат на Инстаграм. Во моментот можете да видите како изгледа и нашата Инстаграм анкета, која што е активна во текот на денешниот ден и секако да гласате со да и не. Ајде сега камерите и ќе покажат за да бидете подготвени и на социјалните мрежи секако активни. Ќе подсетам, можете да не следите и на Facebook црвена линија, како и на Twitter црвена линија, по оние кои што се можеби повични и подобро се чувствуваат кога пишуваат, чернуваат и лајкнуваат. Секако своето мислење и став можете да го искажете токму така. Еве и на плочката пред мене. Значи, подсетувам, денес зборуваме за денешните случувања пред собрание протести, а во собранието расправа. Прашуваме отварање на вратата на Европска Унија или пак бугаризација на Македонија. Ајде да слушаме дали имаме гледач. Добар ден. Ало, добар ден, дали се слушаме? Одлично се слушаме, секој е добро, убав ден ви посакуваме и ова се вашите 90 секунди. И исто и јас да поздравувам, ќе започнам од прашањето поставено на анкетата, дали треба да помине францускиот предлог, па јас сметам дека треба, еве и зошто ќе образложам. Мала држава сме, не сме економски нешто многу развиени, зависиме од EU фондови, зависиме од EU инвестиции. Еден гледач во една контактна емисија вели, па имаме свое производство, зашто да зависиме од EU? Па нема оглошките да ни донесат функционални институции, просперитет, модернизација и развиено општество. Еве уште еден аргумент зашто EU треба да е наша пределба и да ја искористиме шансата. Колку млади генерации изгубивме. Просперитетни деца, математичари и инженери освојуваат први места по Кембридж и по Оксфорд и остануваат таму и подоцна со некои од државите на Европската Унија ја представуваат. Ама не можеме да слушаме за нив. Преокупирани сме со јазик, идентитет и историски прашања. Но сега веќе ни тоа не треба да е дискутабилно. Бидејќи јасна беше Урсула, председателката на Европската комисија, во своето обраќање денес, загарантирани се овие прашања што беа спорни и дискутирани минатиот период, сега се загарантирани. Имајте пријатен ден, да поздравувам. Секако и ви имате пријатен ден, но ова време секако предпочитаме да го задржите вашето внимание до крајот на ова издание на Црвена линија, бидејќи ќе имаме, верувам, богата дискусија, а се што треба да направите е на 023076677 да го завртите нашиот број. Сега, за оние кои што не видоа на Инстаграм, еве ќе подсетам уште еднаш, изгледаме вака, заследете, кликнете follow и гласајте со да или не на нашето анкетно прашање дали треба да помине францускиот предлог. А сега одиме на нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ало, поздрав до вас и до емисијата. Голем поздрав и до вас. Фала ви. Па вака, денешното обраќање на председателката на Европската комисија, една поддршка за сите нас, нели, што бидејќи во моментов се соочуваме се на многу важна одлука, која треба да ја донесеме. Во нејзинот говор истакна дека македонскиот јазик, нели, во предлогот стои без никакви додавки и со такви историските прашања не се дел од преговарачката рамка. Многу се важни пак истакнам овие моменти каде што добро мора да се размисли кон што ја носиме државата. Значи треба да се запрашаме прво доколку сето ова се одбие, каде ќе се движиме, значи кои опции ни преостануваат. Европската Унија, знаеме сите, е една од нашите стратешки цели, која како држава се обидуваме со години или да ја достигнеме. Да видиме сега каква дебата и дискусија ќе има за францускиот предлог. Ние ако ги знаеме ставовите на повеќето партии, јас лично сум позитивно настроена кон предлогот, ќе гледам како една шанса, историска шанса за сите нас и затоа волам да се поддржи истиот за да се придвижиме напред. Тоа би било се.
Да, тоа е се. Тоа е Добро, мојот коментар. секако останете и вие да не следите до крајот. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Веќе имавме можност да слушаме две размислувања во однос на она што ве прашуваме денес и веќе вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Благодарам. Пак, прво за прашањето сум, да помине предлогот, францускиот предлог, затоа што само добиваме во однос на тоа, државата оди напред, и имаме просперитет. Во однос на другото, ја слушав излагањето на представничката на Европа, ми чини дека многу убаво јасно кажа дека нема чепкање во јазикот, културата, историјата, идентитетот. Ја не знам што друго сакам. Овдека помене. Ја ми чини дека представниците на другата страна, на ВМРО, ДПМН, тие друго ништо не знаат освен избори предвремени и да се промени власта. Па и јас сум за да се промени власта, ама кој ќе го кажат, нивниот став. Што ќе направат ако дојдат на власт? Што ќе променат, со што ќе им биде подобро утре? Со што ќе ме задоволат на некој начин дека тие се подобри, поквалитетни и нешто ќе има во интерес на граѓаните. Ја колку што гледам, освен тоа, дека само не и ништо повеќе, мислам дека ништо друго досега не сум слушал од нивна страна. И поарно, никогаш да не дојде. А наискрено ќе кажам дека ВМРО, откако е создадено, само прави нереди и никогаш не донело напредок и просперитет за државата. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам што го кажавте вашиот став, мислење, продолжете и вие да не гледате, а еве ќе ве потсетам доколку сакате опширно, целосно и добро да се информирате, следете на netilma.com.mk, многу повеќе информации за се она што може би сте пропуштиле. Ние не испуштаме можноста да го вклучиме и новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Поздрав. Голем поздрав и до вас. Видите, овие од Европа се лажови, лопови, преваранти. Прва лица. Така да ова што го кажа ова господја, сега е тука, а утре ќе ја немат. Зато има мандата 5-6 месеци или година дена, ево, каде тој Хавијар Солајни. Го нема нигде, разбирате. Така да ветување на лепе очи нема. Втора работа. Видите, Украина во рат е прима во Европска унија. Значи нема правила таму. Само е конфузија. Се е испомешано. Према тоа, ова не е европски предлог. Ова е бугарски предлог. Бугарија ги има строчено, а Европа сега деме као емитира нешто и нашите политичари ги лажат. Очигледно е и ќор да се има да го видиш ова. Ова е бугарски предлог. Никој не спомнува за кризата, бегалската криза од Егејска Македонија, која била поголема од Украина, во споредба со бројот на жители и така натаму. Нема тоа, ова треба да се одбие. Затоа што со ова Македонија ќе биде распарчена од Бугарија, од албанци и од други, така да ништо нема да остане. Фала лепо и пријатно. Благодарам многу и вам. Цениме што се вклучивте во Црвена линија. Топло препорачувам еве да слушнете какви размислувања ќе имаат и останатите оние кои што не гледаат и го вртат телефонскиот број 0230766777. Ќе потсетам, можете да коментирате и на Црвена линија Facebook, се разбира на Instagram, имаме објавена анкета. Прашањето е дали треба да помине францускиот предлог, да или не. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Добар ден. Секој добро и вам. Се надевам дека се слушаме. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Добар ден. Добар ден, секој добро, во Црвена линија сте. Сјавам на Тетово. Голем поздрав до сите оние кои што не гледаат во Тетово. Фала многу, мислим дека овој предлог не треба да пројде. Што знам, ова е стварно сменивмо име ништо, онда дадивмо тоа ништо. И што да влеземо цел? Джаве е све. Поздрав, пријатно.
Благодарам и вам што одвоивте време, се вклучивте во црвена линија. Ќе подсетам за секој гледач, имате 90 секунди, внимавајте на тајмерот, а никој еве од искуството досега гледаме дека се и куси и јасни. Ајде да слушаме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден од црвена линија. Добар ден од црвена линија. Дали се слушаме? Вие сте во црвена линија, телефонот звони, очекуваме да го слушаме. Она, ало, добар ден. Дали го имаме гледачот? Најверојатно не си звони телефонот, јас само ќе подсетам кога се вклучувате во црвена линија, иако и од самиот почеток не го кажавме, тоа немаше потреба, одлично се слушавме со гледачите, значи намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувајте преку слушалка. Добар ден, црвена линија. Дали ќе имам успех? Добар ден. Да, добар ден. Одлично, конечно се конектиравме. Голем поздрав до вас, црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Повелете. Ова тема денески е стварно за дискутирање и е голем ден за Република Северна Македонија, затоа што една претседателка на комисија која ќе дојде во една држава, значи дава една голема, една чест, затоа што денески на седницата на собранието, каде што се обрате, многу често и почно ги кажа сите тие работи кои што опозицијата не сака да ги свати, дека јазикот, идентитетот и историјата нема да се расправаат на европската земјица. Со тоа што сега дека сватат тие пратеници што таму господјата Дафина Становска го искина тој предлог, срамота е за една пратеничка која што за незе некој дал глас, а не таму да се подигрува со некои документи кои што се многу важни за цела генерација на оваа држава и за едната генерација, каде што ние се стремеме и бараме да одеме во Европа, не Европа да доаѓа во Македонија. Она што го нуди Европа, тоа ни е на маса, јас пожелувам сите пратеници да го прифатат, за да можеме да ги отвориме тие пристапни преговори со Европска заедница. И благодарам многу. Ви благодарим и вие што се вклучивте во црвена линија. Сега ќе побарам да видите како изгледа и профилот на телевизија Телма, на кој што е објавена нашата денешна тема, црвена линија. Францускиот предлог на пленарна седница пред собрание, протести внатре, расправа, протести пред собрание, внатре расправа, прашањето е дали треба да помине францускиот предлог. 35 коментари сега, еве што е коментирано. Мирјана Трајановска вели не. Љубица Павловска не, Билјана Караева Јада вели не, Идел Мифтаровски вели да, Живко Слакевски не. Ве молиме еве по емотиконите и не. А ние очекуваме вклучување на нов гледач, секогаш да, за гледачите во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во црвена линија, повелете. Поздрав до вас и гледачите на телевизија. Голем поздрав и до вас. Ви благодарам. Денеска имавме прилика да го слушнеме и обраќањето на претседателката на Европската комисија, која не би била тука доколку и таа не го дели мислењето дека ова е денот кој историска можност државата да направи значен чекор напред и да започне пристапни преговори со Европската унија. Која друга алтернатива ја имаме ако не влезе во Европска унија? Ако толку години се стремиме кон тоа и сите политички партии, речиси сите, освен нели левица, на таа реторика добивале власт и гласови, еве сега можност како никогаш до сега тоа да го исполнат. Голем е процентот на луѓе кои се за влез во Европска унија, како што беа и за влез во НАТО. Една стратешка цел остваривме, овие денови наред е втората. Нека гласаат пратениците за подобра иднина за сите нас и за подобра иднина на нашите деца. Ќе ве замолам само да ми го прочитате анкетното прашање, ако може. Анкетното прашање е дали треба да помине францускиот предлог, да или не? Да, треба да помине францускиот предлог. Добро, вие гласавте со да. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. До сега имавме бројни вклучувања, ги слушате размислувањата, ставовите на сите оние кои што земаат активно учество во црвена линија. Да слушаме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Вие сте во црвена линија.
намале, не верувам тонот на ТВ приемникот, на телевизорот. Стишајте го на 0. Добар ден. Има некаква фонија. Добар ден, еве, се конектиравме, секој е добро, вие сте во црвена линија. Па еве, дали треба да помине францускиот предлог? Како ќе одговорите на анкетното прашање? Го намаливте ли тонот на ТВ приемникот? Знам дека многу пати го повторувам тоа, но е клучно, не слушајте преку телевизорот, зборувајте и слушајте ме преку слушалката. Добар ден. Добро, јас ќе ја префрлам повторно сцената на оние кои што коментираа на Facebook. Ајде ќе се обидам уште еднаш, Дрижја ми велат, имаме гледаш. Добар ден. Ало, се слушаме? Одлично, се слушаме, повелете. Така, баш ми е мило. Значи, ја не знам денеска како баш доаѓа Могерини, кога е денеска 14 јули француската револуција. Кај нас све нешто случајно се случува. Мисла, господјата дојде во ред да одржи 20 минути говори да ми каже нешто со сите го знаеме. Дали она дојде сега како адвокат, да не убедува нас, па после да дојде како нотар со солемизација да го завери тој договор. Значи, ја дека не можам да сватам. Како може такво нешто сега нас да ни се прави? Значи, ние сега сме буквално по бугарско-европски надзор и сега се они администратори. Значи, странно према нас. Ова е нешто невидено. Значи, ние сме толку паметен и културен народ и некој да доваѓа да ми каже, па не може мене никој мозокот да ми го испери, да ме каже што да правам, и ја дека не знам која сум, што сум и која сум. И како доваѓа без ништо, значи ти ако нешто тврдиш, ќе кажеш јас вака ви тврдам име, историја, све, дека ќе биде ваше. Земи, анекс, изјава, било што, напиши, завери, нотарски, како што иде по редослед, изволте, еве ви гаранција од мене и ние да сватиме. А ова мачка увреќа исто како Могерини што дојде за префарски, од сега не иде ни ја праќа за ова. Ова е невидено. Значи, пратениците ја газат волјата на народот. Буквално е така. Ја не можам да сватам вакво нешто упорно. Благодарам, останете со добра волја и не го гасате телевизорот, гледајте Телма телевизија и во моментот црвена линија, бидејќи имаме многу вклучувања. Сега ќе слушнеме што ќе ни каже и новиот гледач. Добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро, црвена линија, убаво се слушаме. Еве да речеме, имавме тако исто спомна господјава со Могерини, која не тапшаше по грб, дека нема да имаме уште проблеми, готово решен е проблемот. Македонија иде у 31 век, не у 21, у 31 век. И што добивме таму Могерини? Ништо. Буш му вети на оној у Будимпешта дека ќе влеземе у НАТО у таа година 2008. Му вети. Бокс пак, нокаут. Америка ја призна Македонија како Република Македонија 2005 која беше територијалната поделба. Ја призна. И што ако ја призна 2017-18 не призна одма под Северна Република. Приметувам апологети на СДС изгледа се собрани у штаб и на Велико Врта за да бидат поубедливи тука за да докажат дека еве договорот е прекрасен. Инаку за оноа што викате дали е одличен, никаков е, значи ставете го негатива тој француски предлог. И на протестите ќе продолжат, бидете сигурни од тоа и може и да станат и поекстремни. Внимавајте на тајмерот 90 секунди. Благодарам и вам што го искористивте можноста и ги искористивте вашите 90 секунди да се вклучите во црвена линија. Не сме заборавиле ниту Твитер заедницата, еве за оние кои што се твитерџи знаат, Твитер пред неколку часа падна за илјадници корисници на глобално ниво, но се вратија во живо, така да ќе нешто подоцна ќе откриеме и кои се најинтересните коментари на твитерџиите. Но сега одиме со гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија, повелете. Видете, јас би зборувал
за Корделај. Ајде. Видите кога дојде, јас сум во програма. Да, повелете. Видите кога дојде еден светски политичар, европски политичар, да ни кажува овде дека ние, македонците, сме прави македонци, дека ќе бидеме примери во Европска унија како македонци, и нас овде има гро луѓе, партии кои не верува, особено поќе ме зачудува, оние што се во парламентот пратеници, номеровците, сите дава аплауз, тие седат. А во оваа земја јадат и пијат и трошат тука и оние што штрекува. Прв пат, таа го кажува, рака да ја крава дори на срце, дека прв пат ќе видиме примени како македонци, со свој идентитет, со свој јазик, со своја култура и со своја атрибути што треба да има на општество. Јас не знам овие зошто кој толку ги вршта, дојат да штрекува, а нема никаков аргумент. Нема никаков аргумент, тие сами да се не штрекува. Сака да бидат македонци, овие ги признава, а не се признава саме себе си, што си има некоја замисла, општо не држи место. Одговорете ни на анкетното прашање. Улеземе го сите европејци дека ова е најдоброто и тие го мислат најдобриот момент за нас. Прашањето иде на анкетата, дали сакате на анкетата да ни одговорите? Да видиме примени, а не да видиме контра на својот народ и на својот мајчин јазик. Благодарам за гледачот кој што се вклучи во црвена линија. Значи, нема да заборавиме да подпрашаме, се разбира, анкетното прашање кој што ни е објавено на Инстаграм, за оние кои што ќе се вклучат во црвена линија, да го поставиме и вие да дадете можност исто да ни дадете одговор. Одиме со нов гледач. Добар ден, црвена линија. Црвена линија, добар ден. Еве, јас малку ќе му дадам време на времето, да видиме дали се конектираме. Имам чувство дека имаме гледач. Добар ден. Слушаме? Да, се слушаме. Вие сте во црвена линија. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Клучно. Симпатичната Урсула е бившиот функционер. Договорот, не сум го прочитал, ама читам што се пишува по кајруни по телевизиите, дека јазикот е гарантиран и историјата не е предмет на преговори. Анекс, подпишан од неја и некои други пониски функционери. И во договорот, и да не го прочитам, договорот би прифатил. Зошто? Затоа што во Запад има демократија, кај нас нема демократија, кај нас има партиски терор, режим. Полтрони партиски зошто постојат? Затоа што ги вработила партијата. А зошто така се однесуваат партите? Нема суд. Се сеќаваат сите на времето, приоритетна листа имаше, 80-тите, за вработување. Во еднопартискиот систем. Имав друга, со никакви пријатели, никакви. Најобични работници родителите, по завршувањето на факултет, примен на работа како правник. Тоа беше држава, демократија, ако еднопартиски систем. Треба да се свесни. Западот има демократија, а тие не ја ценат многу историјата, затоа што нема. Ние цениме што го споделивте вашето мислење со гледачите на црвена линија, но за подсетување за оние кои што ќе се вклучат, внимавајте на тајмерот. 90 секунди е време траењето на секој излагање, за да не биде дека ве исклучуваме. Ајде да слушаме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Одлично, се слушаме, секој е добро, вие сте во црвена линија. Повелете. Благодарам се, во Шведска. Од каде ни се вувате? Од Шведска. Од Шведска, не гледате во Шведска, одлично, повелете. Вие вака сам во едно прашање да сите овие што подржуваат овие гледачи, овие господјата и двајцата тој со Северна Македонија. Ги прашал да го коментираат видеот од холандскиот амбасадор, кај што точно кажуваат запнете го носот и го отнете го предлогот. Па јас мислам дека со запињање нос и голтање на нешто, знаете што се голтат на таков начин. Па што народ ке сме ние, јас не можам да разберам, јас не можам да сватам со каков ментален склоп се овие луѓе на ваков начин размислуваат. Па сите оние професори, научни работници и сите оние идиоти се тие што
Ова не може да сватам, стварно не може да сватам што луѓе, што народ сме ние, верувајте. Дали Цела треба Македонија да денес требаше да говори на за да види и собрание факта да се влезе, нема трска вода. Не може со наведната слабија гладна сечи. Не може вака. Благодарам. Поздрав. Тоа би било се добро. Благодарам што Иве не следат дури од Шведска, ја користат можноста да не се јават. Тоа е добро. Се разбира, одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден, дали слушаме? Одлично ве слушам, тоа е добро. Вие сте во црвена линија. Повелете. Да, поздрав до цела екипа. Голем Да поздрав. одговорам на анкетата, не сум за да помини францускиот предлог. Добро. И имам еден предлог, наш македонски, значи да прекини само уништувачкиот синдром помеѓу македонците. Еднаш да најдат заеднички јазик и СДС и ВМРО како две македонски партии. И ме интересира што ќе се случеше доколку некој македонец извадеше пиштол како минатиот пат на протестите и го завртеше на албански граѓани. Како ќе завршеше тој? Многу ме интересира. Ви благодарам, имајте убав ден. Благодарам и вам, искористивте малку време, но за вас тоа беше доволно. Важно е се вклучивте во црвена линија, топло препорачувам да не гледате до крај. Сега, како што ветив, одиме онаму каде што успеавме да издвоиме најдобри твитови, односно твитови кои што го привлекуваат вниманието на Твитер заедницата. Твитер беше блокиран инаку. Еве, оние кои што не се тоа на Твитер, тоа не го знаат. И одиме со коментарот на Циле Непокорни. Вели, бугарско замотано во француски целофан, накитено со ЕУ машничка. За СДС ова е најдобар предлог. Епа, не ни заслужувате подобро, но државата ја носите во пропаст. Одиме со уште еден твит на Бруно Банани. Ете, вака изгледа тоа. Прекинете да се сликате насмејани од предсобрание неизживеаните. Реплицира царевата Кирка. Нели ко во паралелен универзум се? Бруно Банани одговара. Мрдната работа. Да, ете, звуково е ЦЦЦ, но јас се очекувам на 0230766777 да слушнеме нов гледач. Имавте можност да видите да слушнете најразлични видувања околу тоа дали треба да помине францускиот предлог. Добар ден. Црвена линија. Убаво ве слушам, се надевам дека ме слушате, вие сте во црвена линија. Добро, да. Повелете. Да, ќе иде поубаво се слушаме преку телевизор. Преку слушалка? Да, добро, не е проблем вие дали ќе слушате тоа друго. Да, ве слушаме. Вака ние меѓу себе вака народоси се слушаме, не слушат тие што требат во оваа држава, не слушат тие што требаат. Ако еве слушат некој тие 120 на колку се таму, што се 3 години или 5 години што можат да бидат и да направат некоја кривично дело или прекршајно, тие што се сега, еве ќе се делиме веќе изгледат. Ако се тие со два парала што требат мажи или жени, 3 години или 5 години ја да се да речеме да направиш едно кривично дело и да те ослободат ради имунитет, како се вика тоа, па нека направат нешто. Од и таа скуштина, ако е после преспански, не знам ни како се викат сега веќе, грчка, српска, бугарска, сега со така, стравота жива, веќе ова преминуваат не црвенава линија вашата, сите црвени линии, се слуша, па некој ќе се вика да. Не може да обично надвор од Скопје му треба, што се... Цениме што се вклучивте во црвена линија. Подсетувам, внимавајте на тајмерот 90 секунди, затоа јавно го објавуваме за да можете да го мирите своето време. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Ево од претходниот гледач, како рековме, зборуваме преку слушалка. Тонот на ТВ приемникот, стишете го телевизорот, народски кажано, и само преку слушалка кога сте во црвена линија. Добар ден. Се уште мук има чувство дека имаме некого на линија, но најверојатно не се слушаме, па
Еве ми велото дриже, има. Добар ден за тој што е на црвена линија. Дали се слушаме? Добро, да не биде дека зборувам напразно. Ајде, ќе одиме повторно онаму каде што издвоивме коментари од твитерџиите, одиме со коментарот на Владко. Со гласање го прифаќаш бугарскиот во заграда француски предлог со кој е пропратен и задолжителен, а скриен протоколот. Значи го прифаќаш тоа што ти даваат, а ова што го лепиш сега е необврзувачки и смешки. Исто како од ЕУ да ти дадат банкнота од 10 евра, а ти ќе допишеш 0 и мислиш ќе ти врви ко 100 евра. Одиме со гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушам, тоа е добро, вие сте во црвена линија. Треба дали ли да се помине францускиот предлог? Ни во никој случај. Дури што ставивте таа, мислам, таа реченица ме нервира, лично мене, за мене си зборувам, затоа што тоа е никаква француски предлог, тоа е бугарски и нашиот османи, меѓу двајцата, а пред некој ден слушнав во шведската амбасадорка изјавува дека уопште во Европската Унија не се дискутирало за нашиот проблем и предлог, дека оваа што дојде денеска, фон дер Лајен не ни била на тој состанок, не се дискутирало. Така да се гледа дека тоа што го кажа, тоа што го знаеме, она го кажува. Без гаранции, без ништо. Кај е протоколот? Протоколот е фактички се што има внатре. Да бидеме бугари, да нема македонски јазик, учебници да се смени, се да се смени. Диктатура под Бугарија. И што е ова? Имаме ли председател? Има ли суд? Што работи Уставен суд? Па тоа треба веднаш да се реагира. Се работи за уставни промени. Какво влегување се занесува таа младата што се јавува? Глупости зборува. Ке влеземе, додека не ги ставиме во уставот, што пишува таму во законите, во тој предлог 12. Благодарам за вклучувањето. Одиме со реклами. Повторно со црвена линија по рекламите и ова е она време кога ги соопштуваме резултатите од нашата Инстаграм анкета. Ке ве потсетам секако да не заследите, за да можете веќе во утрешното издание да гласате на новиот анкетен предизвик од нас. А на прашањето за денес дали треба да помине францускиот предлог, со да одговорија 39%, а со не одговорија 61%. И ете, повторно ме гледате мене, тоа значи дека тука крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Утре повторно заедно во нашиот термин. Сега ве припуштам на програмата на Телма телевизија. Информирајте се на telma.com.mk. А до тогаш имајте убаво попладне. Се гледаме утре. Довидување.